Почитувани, 3 години владата на СДСМ ги манипулира здравствените работници. Зоран Заев и Венко Филипче во овој период целосно го ставија под контрола лекарскиот еснав и лекарската комора. Министерот Филипче се занимава само со спроведување на физибилити студии и средување на тендери, а за тоа му се потребни здравствени работници кои ќе молчат и кои ќе бидат заробени. Државната комисија за спречување на корупцијата пред повеќе од 2 месеци донесе одлука со која се утврди судир на интереси кај првиот човек на лекарската комора на Македонија. Таа не може да биде во исто време претседател на лекарска комора и директор на јавна здравствена установа назначена од Зоран Заев. Пред 2 месеци ДКСК побара од доктор Калина Старделова Гривчева да ја се откаже од една од функциите и да одбере дали ќе биде претседател на лекарската комора на Македонија или пак ќе биде директор на јавна здравствена установа. Тоа требало да го стори во рок од 15 дена, но нејзе мува не ја лази. Постапките се спротивни на моралните норми, кои што треба да ги има првиот човек на еснафот. А согласно член 66 став 1 од Законот за спречување на корупција пак, правните акти што се резултат на судир на интереси се ништовни. Со сето ова, претседателката директорка создава море од правни проблеми. Кај претседателката Старделова, очигледно е дека нема морални норми, не ги почитува ниту правните норми. Се постава прашањето, вака ли ќе го брани достоинството на здравствените работници, или пак му врши услуга на Зоран Заев и на Венко Филипче во девастирањето на јавното здравство и јавните институции. Во исто време се поставува прашањето каде се институциите? Зошто никој не реагира на неспроведувањето на одлуката на комисијата, која што е државна институција? Кој ја штити директорката Старделова? Оваа состојба говори само за еден факт: на владеачката гарнитура правото не е важно. Тие се на прав пат да го згазат правото и на прав пат да го уништат јавното здравство. Старделова треба веднаш да замине од една од функциите, да се одлучи дали ќе биде претседател на лекарска комора или ќе биде директор на јавна здравствена установа. Почитувани, народот ја гледа целата оваа нефункционалност на здравствениот систем и нефункционалноста на правниот систем и на 12 април ќе каже не на оваа владеачка гарнитура предводена од СДС. Правниот систем не смее да се користи за лични потреби и привилегии на поединци. Ви благодарам.